Добар ден. Сега да не мислите дека ја ве плашен, а темата е веројатно за здраво почитување, е фактот дека, како што пишува, например, CNN и New York Times, доаѓа глобална енергетска криза, за која нема да има брзо и ефтино решение. Наспроти това се развива тезата, што понекогаш е сосема легитимна, дека енергија има ако имаш пари. Се разбира, прашањето каде ние ќе се најдеме во ова глобална трка околу обновливите извори, фосилните извори на енергенси, како и на каков начин можеме да видиме што би можеле да направиме од конекциите со гасот, колку е напуштиме зависноста од рускиот систем на дистрибуција, иако за сега не може да се жалиме дека има некаков прекин на продукцијата што ја аранжира Макпетро. И од, како викаат старите, од кулина бана кој ќе почнеш, треба да се симнеш доле во подножието. И сега денеска е промоција на завршната градба од една од фотонапонските централи во Осломе од 10 мегавати. И тоа зборува дека само правиме еден чекор. Прашањето е како ќе го изодиме главниот пат. Но овие прашања кои се повеќе моја на одреден начин моја размислување врз основа на ова што го читам, го повикав професор Драган Миновски од ГУД, универзитетот во Штип, и на почеток. Тоа што пуштаме фотонапонска централа можеби е прв знак дека и при крајот на ова сватиме колкава е моќта на обновливите извори, особено ветерниците, фотонапонските централи и така натаму. Но зашто служат тие? Дали се тие главниот извор на снабдување со електрична енергија, воопшто со енергија? Добар ден, пред се благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Да, денеска е почетокот, односно пуштањето на првата фотоволтаична електрана во склоп на државната енергетска компанија ЕСМ. И јас сум многу горд на тој прв чекор од таа компанија. Проект почнат во периодот кога јас бев директор на таа компанија и, како што кажав, сум многу горд, бидејќи со тој проект ја почнавме енергетската транзиција и на нашата држава, меѓутоа и на нашата компанија. И проект кој треба да служи за пример и служи за пример за сите земји во регионот и за сите компании, енергетски компании, како во регионот, така и во Европа, за кој проект сме многу пофалени и од страна на Европската заедница, енергетска заедница и од страна на Европската унија. Овие фотоволтаични електрани во моментов не може да се базираме само на фотоволтаичните електрани, меѓутоа обновливите извори на енергија и нивниот развој треба да бидат иднината на снабдувањето со електрична енергија во наредниот период. Во моментов се уште нашата држава, целиот регион се базира на производство на електрична енергија од фосилни горива. Меѓутоа, тој процес на премина од фосилни кон обновливи извори на електрична енергија е веќе почнат неколку години наназад и тој процес треба да оди многу брзо во наредниот период. Значи, ние треба овој процес на енергетска транзиција да го забрзаме до ниво на кое за краток временски период, а во енергетиката кратки временски периоди се 10 на години, ќе преминеме од овие фосилни извори на електрична енергија, односно на енергија, кон обновливи извори на енергија. Тоа е можно. 10 години ако чекаме, мислам дека би банкротирале со оглед на овие сите состојби на купување на скапа струја и така натаму. Прашањето ми е, овие 10 се скромни, но важен чекор. Што правиме со 300 мегавати што треба да се инсталираат? Дали тоа може, дали всушност сега може тоа да не отклони од комплексноста на материјата на гасните централи, на прашањето на замената на јагленот во рек Битола и така натаму? Знаете како? Кога зборуваме за градба на фотоволтаични електрани и ветерни електрани, пред се треба да се мисли на диверсифицирано производство на енергија. Ако енергијата имаме на една точка 300 мегавати, тогаш треба да размислуваме за некој извор кој во моментот кога ќе немаме таа енергија од 300 мегавати, ќе ги замени тие 300 мегавати.
Свесни сме дека кога нема сонце, нема производство на електрична енергија од фотоволтаичните електрани. И кога нема ветер, како во Норвешка има производство. суфициенција од енергија. Така. Во тој период кога немаме сонце или немаме ветер, а на едно место имаме голем извор на за производство на електрична енергија, треба да направиме некој извор кој брзо ќе реагира и брзо ќе го покрие тој недостаток. Таквите извори се можни со пумпни акумулациони, хидроелектрани, со електрани за складирање на енергија, како термални електрани кои при тоа користат разни технологии. Имаме технологија со растопена сом, multisol technology, значи која веќе е аплицирана во светот и веќе се користи. И во тој момент треба да размислуваме за брзи инвестиции во таа насока. Во насока на производни капацитети кои ќе ни го балансираат производството на електрична енергија, односно ќе заменуваат во одредени периоди кога го немаме. За да го избегнеме тоа, пред се првенствено треба да ги насочиме нашите инвестиции кон помали извори на домовите, на куќите, на покривите на правните субјекти, индустријските капацитети, а понатака одреден сегмент со помали фотоволтаични електрани или ветерни електрани да бидат стационирани на различни места во нашата држава, се со цел да се намали тој процент на потреба од баланс на енергија во електроенергетскиот систем. Колку е потребно за да се инсталираат фотоволтаици на еден корпоративен начин, например, една голема компанија да може да ги задоволува моменталните или да ги пегла интересите, приливите на струја? Зависно од потрошувачката на самата компанија. Еве, например, во моментов информиран сум дека се променува правилникот за обновливи извори на електрична енергија, каде што ќе се дозволи поставување на фотоволтаични електрани од 30 или 40 киловати на еден правен субјект или еден погон индустријски и така натаму. Или пак 6 киловати на едно домаќинство. Тоа се прилично доволно. Тоа е прилично доволен капацитет за едно домаќинство, а во однос на индустријскиот капацитет, во зависност од неговите потреби, имаме капацитети кои трошат многу повеќе и за нив треба да се дозволи многу повеќе да биде инсталиран капацитет. Особено од овие ферми и железари и така. Да, усие и така натаму. Значи поголеми капацитети. Професор Миновски, важната компонента е овие се, да речем условно, зафати кои се принудно акцептирани, веројатно, може би, малку досиме на одреден начин. Но, прашањето е сега. Дали ние се снаоѓаме во оваа криза? Ако тргнам од фактот дека пред 3-4 години Ману направи една стратегија за енергетската независност или концептот на развојот, изгледа дека се е наопаку, тамо више не важи, или веројатно треба да се направи перпетум мобиле некој за да видиме дали е тоа исплатливо и дали е применливо. Прашањето ми е дали е време да размислуваме за иновации или за сосема нова стратегија во која ќе размислуваме како да се ослободиме од рускиот газ во оваа стратегиско прашање, што ќе правиме. Сега нуклеарките веќе не се во игра. Франција реши да ги затвара, но повторно ги враќа. Многумина сметаат, ние рековме дека до 2030 година ќе го затвориме рек Битола. Сега и големите капацитети западни земји вика чекате да не брзаме, нека остане јаглерот. Знаете како? Политиката по дефиниција реагира на некоја реакција, односно на реактивно реагирање. Кога ќе најде проблем, така политиката пробува да го реши тој проблем. Во однос на стратегијата за енергетика, јас би кажал само едно нешто. Се што важеше до вчера, ама не важи денеска. И нема да важи во иднина. Светот многу брзо се променува. Многу брзо ние постојано се движиме од криза во криза. Имавме финансиска криза, имавме политичка криза, имавме здравствена криза, сега имаме геополитичка криза, воена криза во регионот, енергетска криза и така натаму. И ние реагираме на тие кризи со некакви акции. И треба да преминеме во еден период кога од амбиција ќе преминеме во акција. Оваа стратегија што е направена од Ману, по моје мислење, треба брзо да се промени. Меѓутоа, промената на таа стратегија не треба да биде, да кажам, на начин како што досега се правеше. Зошто? Затоа што ние имавме во изминатиот период неколку стратегии за развој на енергетиката, убави, да кажам, поздравени од енергетската заедница, од Европската унија. Меѓутоа, до нивна реализација не дојде во изминатиот период. Јас велам, тие се убави читанки, меѓутоа не се следат.
Зошто? Затоа што како ќе дојдат политичките субјекти на власт, така реализираат одредени енергетски проекти и промени во енергетиката согласно политичките програми за кои беа избрани од граѓаните. Мислам дека е време кога треба сите политички субјекти, и не само политички субјекти, него и невладините организации, граѓаните, сите субјекти во општеството да седнат на една иста маса, да ги договорат приоритетите во делот на енергетиката на нашата држава, да ги напишат во еден документ и тој документ да биде следен од сите политички субјекти во наредниот период, да кажам како закон, како устав, како е понатака документ кој нема да се отстапува од тој документ и од тие проекти и приоритети. Сега, што би било приоритет во иновацијата, сега да речем условно? Ако ние сме земја која има недостиг на енергија, ако во исто време имаме притисок врз националните влади од овие транзицијски земји или зависни и така натаму, да се промени целокупниот систем на снабдување со енергија, нели, од обновливи извори да се помине по-интензивно и така натаму. Што според вас треба да се направи? Дали треба да одиме паралелно или треба нешто да добие приоритет? И одман ќе ве подсетам. Сите се надеваме на интерконекторот во Александрополос и така наречениот американски газ замазнат кој тамо треба да се дистрибуира. Се уште немаме гасоводен конекција за Македонија. Тамо уште не се подготвени терминалите, така што тоа може да е за 2 до 3 години. Ние утре на есен, на зима ќе се сочиме со уште по-значајни проблеми во снабдувањето со струја и со енергија воопшто. Се согласувам дека овие 2 до 3 години ќе бидат, да кажам, многу тешки енергетски години и за нашата држава и за целиот регион. Посебно за нас како држава која се снабдува само од еден извор со природен газ, а тоа е интерконекторот со Бугарија кој носи само руски газ во моментов. Во моментов треба да се направи многу брза, значи реализација на овие проекти. Треба да се стави фокусот на интерконекторот со Република Грција и на реализација на проектот во Александрополис, односно снабдувањето со течен природен газ од тој терминал нов во Александрополи, каде што ние треба да бидеме косопственици, односно акционери во тие компании. Треба да се оди паралелно во тој процес на изградба на интерконекторот, снабдување, диверсификација во делот на снабдувањето со природен газ, да не се остане само со еден извор во делот на снабдувањето со природен газ, меѓутоа и многу брза реализација на проекти од обновливи извори на електрична енергија. Намалување на административните процедури. Вие да почнете еден проект во делот на електроенергетиката, да кажем, од обновливи извори, потребни ви се 2 години минимум за дозволи, одредени студии и така натаму. Тоа е период долг. Ние треба да го скратиме тој период. Тој рок за градба на обновливи извори на електрична енергија. И тој процес треба да оди паралелно. Меѓутоа, треба да бидеме многу внимателни во делот на гасификацијата. Изградбата на магистралните гасоводи, да, треба да се реализира многу брзо, меѓутоа изградбата на дистрибутивната гасоводна мрежа треба да биде многу внимателен чекор. Ние во нашата држава... Тоа значи да донесеме до општините, а да не влегуваат по домовите и по школите и така натаму, ако тоа добро го разбирам. На некој начин да, бидејќи сведоци сме дека во западните земји, Холандија и Англија, веќе забрануваат користење на природен газ во домаќинствата. За производство на топлинска енергија, за готвење и така натаму. Тие прават пред самите градови производни капацитети за производство на електрична и топлинска енергија и дистрибуираат топлинска енергија во самите градови. Производството, користењето на газ може во иднина да биде на некој начин и забрането со одредени регулативи и директиви од страна на Европската унија во градските средини и ние да изградиме таа гасоводна мрежа, а понатака да не биде доволно искористена. Ние не сме толку многу богата и моќна држава да правиме паралелни системи кои нема да се користат. Треба да бидеме многу внимателни во тој процес. Во енергетиката грешките се многу скапи. Значи, искуството со ТЕТО ни покажа дека таа комбинација на топлинска енергија и струја е добар. Дали тоа значи дека нам можеби ни треба уште една таква гасоводна централа која би можела да ги задоволува капацитетите на одредени региони, на одредени индустријски големи капацитети и така натаму? Секако.
Значи, нам како држава ни требаат не една, него повеќе такви когенеративни постројки за производство и на електрична и топлинска енергија. Сега, моќноста инсталираниот капацитет е дискутабилно, треба да се направат детални анализи како за топлинскиот конзум, потребата од топлинска енергија, така и за електричната енергија. Овие когенеративни гасни постројки не само што ќе овозможат производство на електрична енергија, да кажеме некој базен режим во текот на година, во одредени периоди од годината, и производство на топлинска енергија со што ќе ги намалат потребите од електрична енергија на тој регион, ќе овозможат и поголема пенетрација, односно поголема инсталирана моќност од обновливите извори. Тие се многу брзи во своето производство и промена на моќноста, а како што кажавме претходно, сончевите и ветрните електрани се нестабилни во делот на производството на електрична енергија и овозможуваат многу повеќе фотоволтаични, многу повеќе ветерни електрани да бидат вклучени во електроенергетскиот систем. Тоа го прави системот постабилен, поотпорен на одредени влијанија, да кажеме временски во одредени периоди. Така да тоа ја зголемува сигурноста во делот на снабдувањето. Професор Драган Миновски, експерт за енергетика, професор на УГД, гостин во утрински брифинг. Професор, ако добро ве разбрав, прашањето на гасовод може исто така долгорочно да биде ставено во некои рамки на регулатива која може да речем условно да ги ограничи потребата од толкав капацитет на искористеност. Дали тоа значи дека сега е прашање што правиме со гасификацијата на ТЕЦ Неготино, која до вчера беше замрзната, па се одеднаш заради 20 дена, 2 месеца сме на одреден начин милостиви кон овој капацитет. Што правиме со такви капацитети? Дали е сега возможно да се направи гасификација на рек Битола и со каква динамика? Секако потребна е гасификација на рек Битола. Потребна е гасификација на ТЕЦ Неготино. Меѓутоа, внимателно, како што кажав претходно, во тој дел, во делот на гасификацијата и овозможување понатака користењето на газ да се замени со користење на чист хидроген. Значи, кога велам чист хидроген, водород, произведен од обновливи извори на енергија. И при тоа производството на водород да пробаме на некој начин да го направиме тука кај нас, да не станеме увозно зависни од гасот. Сега сме веќе 100% зависни. 100% сме сега зависни од природниот газ. Меѓутоа, понатака во иднина со користењето на водород да не станеме 100% зависни од користењето на водород. Гасот е транзициско гориво. Добро го следам, сега станува некој нов енергенс, нели? Освен Норвешка и Русија се доминантни во овој експлоатацијата на водород и евентуално Австралија. Ние можеме водород да правиме. Како ќе го правиме водородот? Како ќе го везуваме водородот? Постојат производни капацитети за производство на водород. Добро. Тие користат електрична енергија. Чистиот водород се добива со чиста електрична енергија произведена од обновливи извори. Вишокот на електрична енергија од обновливите извори, што ќе се појавува во одреден период од денот, може да се складира на некој начин со производство на водород и складирање на водородот. И при тоа користење на тој водород за производство на енергија, топлинска, а понатака и електрична. Во моментов се прават иновативни решенија во делот на Siemens и така натаму за користење на тој водород за производство и на електрична енергија и на топлинска енергија. Да не заплюваме у футуризам кај што најмалку можеме да ја познаеме оваа материја, меѓутоа да бидеме уште малку прагматични. Имаме ли шанса, вие велите диверзификација да се направи. Меѓутоа, од друга страна има и една чудна ситуација. Нашето поврзување со конекторот во Бугарија и повлекувањето енергија се уште е на ниско ниво во однос на експлоатацијата за домашните ресурси. Тоа значи, можеме преку тој гасовод да ја користиме и линијата на Александрополос преку Бугарија, па да стига друг газ во Македонија? Ние сме поврзани со бугарскиот преносен систем за природен газ. Добро. Преку тој интерконектор сегашниот со Република Бугарија. Технички, доколку влезе природен газ во преносниот систем на Република Бугарија, друг одсем оној рускиот газ, може да помине низ тој интерконектор. Меѓутоа, комерцијално треба да се проверат сите
работи, дали тој интерконектор не е веќе закупен за наредниот период од страна на Газпром или од страна на други компании. Доколку е закупен, тогаш закуподавачот, тој што е закупецот, го има целосното право за пренос на природен газ преку тој интерконектор. Доколку не е закупен, тогаш ако има техничка можност да дојде природен газ во Република Бугарија, тогаш има техничка можност да дојде тој природен газ друг освен рускиот и во нашата држава. Но тука има уште една димензија која на овој начин е врзана со бугарската реакција. Бугарите велат ќе гледаме што повеќе да ја напуштиме зависноста од рускиот газ. Ако тие, да речем условно, на овој начин стават некаква рампа, Србија се доведе во прашање, ние можеме да доведеме, што е алтернативата на тоа? Поголемо производство на електрична енергија од собствени домашни ресурси и заштеди, односно енергетска ефикасност во делот и на електричната и на топлинската енергија. Енергетската ефикасност е запоставена кај нас. Значи, со поголема енергетска ефикасност може да се направат огромни заштеди на електрична и топлинска енергија и на енергија во целиот електроенергетски систем. Најефтината енергија, најефтините инвестиции, односно најниските инвестиции, се во енергетската ефикасност. Добро, ја тоа го разбирам кога почнеме да градиме, да правиме сега изолациони материјали, да тоа биде со енергетски материјали и така натаму. Што правиме со големите капацитети во однос на енергетската ефикасност? Огромен потенцијал постои и кај нив. Меѓутоа, веројатно сега со оваа енергетска криза, веќе и тие на големо размислуваат да воведат мерки за енергетска ефикасност и во тие компании. Сметам дека прв чекор во наредниот период треба да биде енергетската ефикасност, која треба да биде имплементирана секаде, како во домаќинствата, така и во индустријските капацитети и, како што кажав претходно, поставување на фотоволтаични системи на крововите на сите капацитети каде што има можност тоа да се направи. По ваша проценка, колку временски период ни треба за да извршиме ваква, можеби побрза транзиција? Знаете како на Германија и треба минимум 15 години за да преминат од користењето на јаглен кон други извори на електрична енергија, при тоа имајќи ги нуклеарните централи зад себе, иако ги затвараа во последните години, и имплементирање на се повеќе обновливи извори. Ако ним им требало 15 години, јас не верувам дека ние можеме помалку од тоа да... Сега околу нуклеарките, која до сега беше вака ефтината, да речем, иако најскапа инвестиција во основа, кај нив има рок од прилика меѓу 40 и 50 години на експлоатација. Германија и Франција влегува во тој ризик да почнат постепено да ги исклучуваат. Прашањето е сега што и они се размислуваат, а од друга страна се појавуваат скромни, што не можам да ги прочитам, скромни најави дека не ни требаат изградби на толкави големи нуклеарни централи, имало некој нов систем кој може во помала и поредуцирана форма да бидат исто така искористени. Постојат такви системи, помали модуларни нуклеарни централи, кои може да се постават на побрзо да се имплементираат, односно да се инсталираат и да се инвестира во такви системи. Во тој дел искрено не би сакал многу да навлегуваме, затоа што во делот на нуклеарната енергија се уште се води дебата од, да кажем, посилните европски држави во рамките на Европската унија, дали тие треба да бидат третирани како обновливи извори или не треба да бидат третирани како обновливи извори и дали нивното исклучување е потребно или не е потребно, односно се потребни дополнителни нуклеарни електрани во системот на овие држави. Добро, сосема за крај ќе ви дадам шанса малце тоа да го сублимираме на еден единствен начин, а тоа е дека владата се обидува да изгради една нова стратегија околу независност од руските фосилни гориви, кој треба да биде готов до јуни. Прво, диверсификација во снабдувањето со газ на Европската унија преку зголемен увоз на ЛХГ, на така наречениот замрзнат газ, како што би рекле, и второ, забрзување на оддалечувањето од фосилните гориви преку зголемување на енергетска ефикасност. Професор, ви давам 3 минути да не ве прашувам ништо, ти можам ли некоја зелена да ја ставам на масава. Кажете ни што правиме, што ни следува, како да се справиме?
Значи, како што кажав и претходно, следуваат 3 до 5 години кои се, да кажем, критични и ризични во делот на снабдувањето со електрична енергија во целост. Потребно е во наредниот период исто така како што кажавме претходно, да се направи стратегија која ќе биде прифатена од сите субјекти во општеството, стратегија која ќе биде следена од сите во наредниот период и брза реализација, односно премин од амбиција во акција. Доволно беа документи, доволно беа убави читанки, меѓутоа потребно е сега да се почне со реализација. Доколку државата, односно државните компании не можат на брз рок да го реализираат тоа, треба да се побара и дополнителна помош, но и да се ослободат од административни процедури сите субјекти во општеството во делот на имплементација на обновливите извори. Прв чекор е со можноста за поставување на фотоволтаични централи на домаќинствата. Вториот чекор е поставување на фотоволтаични електрани на сите индустријски објекти, при тоа, да кажам, тргање на сите административни пречки во овој дел на користење на обновливите извори на електрична енергија кај самите потрошувачи. Понатака, потребно е да се размислува многу добро, да се направи стратегија каде да се имплементираат поголеми извори на електрична енергија од обновливи извори. Да не се поставуваат тоа на плодни земјишта од прва, втора и трета категорија, него тоа да се оди на четврта и пета и така натаму. Полош квалитет на земјиштата, се со цел да се остави простор да имаме понатака производство и на храна. Во наредниот период, покрај овие енергетски кризи, здравствени кризи, геополитички кризи, јас мислам дека ќе ни дојде период кога ќе имаме и криза за храна. Не треба да ги уништуваме овие плодни земјишта за производство на електрична енергија во овој период. Треба да се размислува и во таа насока. При тоа, многу брзо реализација на клучните проекти од големо значење за државата. Проектот Чебрени Галиште, размислување за нов проект за пумпна акумулациона електрана Ташмаруниште, искористување на оној поголем воден потенцијал што го имаме во државата, водејќи сметка за животната средина и брз процес на транзиција на термоелектраните во дел на гасни електрани, во дел на електрани за складирање на енергија со помош на обновливи извори и така натаму. Тоа е клучниот момент каде што треба да се движи нашата држава во делот на енергетиката во наредниот период. Се обидам како заеб бројчаникот да го вклучам колку тоа би било милиарди евра што треба да ги ставиме во функција на инвестиции во енергетскиот сектор. Може би се многу повеќе од она што ќе го потрошиме во наредниве 10-15 години, меѓутоа ќе оставиме нешто нашите деца пошто ќе не паметат и да не трошат тие милиарди и милиарди евра како ние што трошиме во делот на енергетиката во овој период. Јас имам едно да кажам во овој период. Досега го јадевме она што ни го оставија дедовците, татковците, меѓутоа веќе почнуваме да го јадеме она што треба да им го оставиме на нашите деца. Да не го јадеме тоа. Да почнеме да произведуваме, односно да ствараме нешто пошто ќе не паметат нашите деца. Благодарам. Тоа беше професор Драган Миновски од Машинскиот факултет во Штип од УГД. Видовте, чувте, размислете и како ќе градите и како ќе трошите. Имам впечаток дека ние се помалку разговараме за штедење на енергијата, што станува еден составен дел на веројатно на новиот стандард на живење и на однос кон енергијата. Уште еднаш благодарам.